Добар ден, драг ученику. Ова е видео час по предметот македонски јазик за второ одделение. Денешната наставна содржина е опишување на предмет. Ти треба да се поттикнеш да набљудуваш предмети. Треба да се поттикнеш да воочуваш, откриваш и забележуваш карактеристики на предметите. Треба да се оспособиш да опишуваш предмети, како и да го збогатиш својот речник. Часот ќе го почнеме со еден краток текст, кој се вика скриен предмет. Утринава, кога Бисера се разбуди, отиде да се изми. Откако се изми, таа ја исчешла долгата коса и сакаше да стави шнол. Но шнолата што сакаше да ја стави, не можеше да ја види околу себе. Ја бараше насекаде, но без успех. Бидејќи беше тажна, побара помош од мајка ѝ. Мамо, те молам, да ја најдеме шнолата. Мајка ѝ беше збуната и не знаеше што бара. Потоа Бисера извика: Мамо, знаеш, мојата омилена шнола е пластична и во жолта боја. На неа има... И пред да изговори, мајка ја пронеде шнолата. Бисера беше пресреќна. Дали ти се допадна текстот? Дали и тебе ти се има случајно да бараш нешто да не можеш да го најдеш? Во тие моменти е многу важно, добро, прецизно, точно, убаво да се објасни што точно бараш, за да може некој друг да ти помогне. Например, од што е изработено, од каков материјал, каква боја има, како изгледа и така натаму. Каков проблем имала Бисера? Бисера не можела да си ја најде својата омилена шнола. Дали на почетокот мајката знаела каква шнола точно бара Бисера? Се разбира дека не знаела и била збунета. Кога ја пронеде шнолата мајката? Така е, мајката ја пронашла шнолата дури откако Бисера добро ја пишала. Каква била омилената шнола на Бисера? Омилената шнола на Бисера била пластична и во жолта боја. Кога ги кажуваме или објаснуваме својствата на еден предмет, се вика опишување. Опишувањето може да биде со кажување, односно усно, и со опишување писмено. За да може да опишеме некој предмет, треба прво добро да го набљудуваме, да ги откриеме и воочиме неговите својства. Но може некогаш и да опишуваме предмет по сеќавање. Секако не мора да се опишува само предмет. Може да опишуваме и суштества, чувства, појави и така натаму. Како помош при опишување може да ни послужат следните прашања. Каква боја има? Црвена, сина, бела, црна, жолта и така натаму. Од што е направено? Пластично, дрвено, хартиено. Каква форма има? Квадратно, округло, триаголно. За што служи? Работно, домашно, службено. Какво е на допир? Меко, тврдо, рапаво, мазно. Какво е по вкус? Луто, благо, солено и така натаму. Се разбира дека има уште многу прашања на кои може да се одговори и да се даде опис на предметот. Твоја задача е сега да го набљудуваш куќето и да се потрудиш да го опишеш. Сигурно забележа дека куќето има кафеава и бела боја. Тоа е сладко, куќето е тажно. Да го набљудуваме сега цвеќето. Забележа дека цвеќето има виолетова боја. Тоа е наросено, има капки роса. Цвеќето е нежно. Сега да го набљудуваме каменот. Сигурно забележа дека каменот има розева боја, тој има форма на срце и сигурно виде дека каменот е пукнат. До сега опишуваше ти, а сега треба според даден опис да погодиш за што станува збор. Играта се вика погодиме, односно кој сум јас. Ајде. Направен сум од метал или пластика. Имам округла форма. Ме ставаат и на ѕид. Служам
за да кажувам време. Што мислиш? Кој сум јас? Така е. Јас сум часовник. Погоди мене сега. Кој сум јас? Имам жолта боја и јас сум вкусна храна. Имам витамини. Служам за децата да бидат здрави. Кој сум јас? Така е. Јас сум банана. Може сега да продолжиме со следната игра која се вика што има во торбичката. Во една торба ќе ставиме неколку предмети, мене ми е подготвена, потоа ја ставаме само раката во торбата, со помош на допирот се трудиме да опишеме за каков предмет сме земале и за каков предмет сме се дофатиле. Дома може ова да го играш и ти, со помош на една торбичка и разни предмети, дури може и да не видиш какви предмети ќе стават домашните внатре. Ајде да видиме. Предметот што прво го допира е тврд. Предметот што го допираме мазен и е голем. Мене ми личи на книга. Да видиме? Да, тоа е книга. Ајде да видиме следно. Сега допирам мал предмет, мазен е, тврд е. Ајде да видиме што е тоа. Огледалце. Мислам дека има уште еден предмет тука. Ова е нешто тврдо, малку поголемо од огледалцето. Има некои дугменца на него. И да, тоа е далечинско. Ти се допадна играта? Се надевам дека ти беше интересен часот, дека научи како треба, се оспособи како треба да опишуваш. Се поттикна да забележуваш предмети, да ги забележуваш неговите својства и да ги опишуваш. И сега сакам да ти дадам насоки за вежбање дома, покрај играта со торбичката. Можеш да го разгледаш домот, да избереш 3 предмети кои ти се омилени или пак кои најмногу ги користиш и да се потрудиш да ги опишеш точно и јасно во твојата тетрадка. Ако ги знаеш веќе сите ракописни букви, можеш тоа да го направиш со помош на ракописни букви. До гледање!